Благодарам, почитуван подпредседател на Собранието, почитувани пратеници, почитувани медиуми, пред се почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е ребалансот на буџетот 2022 година. За жал доаѓа во време кога имаме недостаток на демократија, кога имаме многу нејасни работи во државата и во кој правец генерално ќе оди државата. Сепак ќе се задржам на буџетот. Зошто го правиме овој ребаланс на буџетот? Затоа што нема пари. Затоа што имавме лоша проекција на буџетот во 2022 година и затоа што ќе има нови задолжувања за државата кои ќе представуваат товар на нейните генерации и дополнително ја водиме државата во финансиско робство. Во однос на бројките на буџетот нема да се задржувам, ќе напоменам само некои основни бројки, меѓутоа ќе се задржам на основната базната работа, односно проблеми на овој буџет. Вкупните приходи во овој буџет се планирани 4 милиарди евра. Вкупните расходи на буџетот изнесуваат 4,7 милиарди евра. Тоа значи дека дефицитот на овој буџет представува 700 милиона евра. Пари кои ги немаме во државата, меѓутоа се планирани дека ќе ги истрошиме. Јасна е политиката на владата, кога немате пари, посегнувате по задолжување. Нешто што сме го виделе од оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на ДУИ. Се задолжуваме немилосредно, така да веќе долгот ни е 7 милиарди 170 милиона евра. Нешто што ќе представува голем товар за идните генерации на Република Македонија. Задолжувањето е немилосредно, ако го гледате и во периодот 2017-2022 година. Значи, ова станува веќе систем, нешто што представува основа во проекциите на буџетите предводени од оваа влада. Константно се зголемува дефицитот 2018 година 400 милиона, 2019 340 милиона евра нови задолжувања, 2020 година фантастични 900 милиона нови задолжувања, 2021 700 милиона нови задолжувања и проекциите за 2022 година повторно се 700 милиона задолжувања, дефицит, меѓутоа верувам дека ќе одиме и многу над таа бројка. Ова во суштина значи дека оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ не има задолжено за овие 5 години за фантастични 3,1 милиарда евра. Тоа се огромни пари, тоа се пари кои ќе ги враќаат идните генерации на Република Македонија. Меѓутоа, што е проблемот кај задолжување? Проблемот е, почитувани граѓани на Република Македонија, што не ги гледаме парите. Парите никој во државата не може да ги види. Зашто го констатирам ова? 500.000 граѓани живеат под прагот на сиромаштија. Во државата немаме нови патишта. Во државата немаме гасификација. Во државата немаме дигитализација на општеството. Во државата немаме реформи на администрацијата. Во државата од оваа година почнуваме да немаме и храна, односно да нема одредени производи во маркетите. Во вакви околности, секој македонец си го поставува прашањето зошто се задолжуваме. На тоа прашање требаше да даде одговор министерот за финансии, меѓутоа, како и вообичаено досега, ни беа пратени многу бројки, од кои се стекнува погрешен впечаток дека нешто се прави. Непочитувани граѓани на Република Македонија. Во оваа држава ништо не се прави. Ништо нема на виделина позитивно за граѓаните. Напротив, само се билда јавниот на државата. Оваа година, покрај промашувањето на сите можни бројки во буџетот, имаме страшни потврлења на проекциите за инфлацијата. Проекцијата на инфлацијата беше 3,4%,
Проекцијата со ребалансот е 7,2% инфлација на годишно ниво. И на малите деца им е јасно дека ова се промашени бројки кои апсолутно не соодействуваат со реалност. Затоа што ако ги погледнете бројките и на овој завод за статистика, командуван од оваа влада, во јуни инфлацијата ни е 15%. Инфлацијата има константен раст во текот на сите месеци во оваа година. Инфлацијата е најголема во регионот. Инфлацијата се уште го нема достигнато својот ефект, затоа што веќе знаеме дека струјата е поскапена најмалку за 7,5%, односно до 40% за одредени категории на потрошувачи. И тоа на регулираниот пазар. Тоа зголемување на струјата, во сооднос со зголемувањето на храната која се случува секојдневно, во сооднос со нерегулираните цени на нафтата, тоа значи вовед во инфлаторна спирала. Нешто што представува опасно сценарио за Република Македонија, нешто од што ќе не можеме да излеземе, а резултатите ги знаеме од 90-тите години. Целосен крах на економијата и усоромештување на македонскиот граѓанин. Почитувани македонци, секоја сметка на вакво недомакинско трошење на крајот ќе ја платите вие. Некој едноставно си игра со вашите пари, некој си игра со буџетот и на крајот цехот ќе го платат македонските граѓани. И тоа секој македонец. Тоа е проблемот на овој буџет, тоа е проблемот на ребалансот на буџетот. Дополнителни проблеми представуваат и немилосредното трошење на државните резерви. 400 до 500 милиони евра потрошивме од државните резерви во оваа година, со цел да се стабилизира курсот на денарот. Во ситуација кога се задолжуваме, во ситуација кога гледаме дека инфлацијата расте, кога го почнавме ребалансот, инфлацијата беше 13,8%, сега е 15%. За еден месец имаме индекс 1,2%. Зголемување на инфлацијата. Тоа значи дека многу тешко ќе го одбраниме и денарот. Загрозен е курсот на денарот. Едноставно, луѓето повеќе не веруваат во фискалните политики на оваа влада. Затоа што секој ден не бомбардираат на медиумите со вести дека е добро, дека нешто се работи, но сите гледаме секојдневно што се случува. Колку вреди основната пара, колку вреди 100 денара во Република Македонија? Што може да купите за 100 денара? Колку вреди 1000 денара? Колку може да пазарувате со 1000 денара? Колку вредат минималната плата? Колку вреди просечната плата? Граѓаните ни живеат многу тешко. Ние, како политика, тоа не го препознаваме, а најмалку тоа го препознава владата на Република Македонија. Каде е проблемот на овој буџет и на сите претходни буџети? Спомнам, се задолжуваме константно. Проблемот е во развојната компонента. Немаме инвестирање во капиталните инвестиции. Овој буџет беше планиран бомбастично, со најава дека капиталните инвестиции ќе бидат поголеми од дефицитот. Меѓутоа, тоа што го гледаме со ребалансот е нешто спротивно друго. Кратење на капиталните инвестиции. Поголем проблем е како се реализираат тие капитални инвестиции. Најинтересно е Министерство за транспорт и врски, онаму каде што реално се случуваат капиталните инвестиции, каде што се градат патишта, каде што се инвестира во гасификација, каде што се инвестира во капитални вистински проекти. Реализацијата се срамни 4,7% до
1.6.2022 година. Официјален податок од сајтот на Министерството за финансии. Тоа е катастрофална бројка. Тоа значи дека државата и тоа што го планирала не го вложува во развој на државата, не вложува во движење на економијата, не вложува во нешто што ќе се направи и ќе представува дополнителна вредност за државата и ќе представува олеснување на животот на граѓаните. Тоа е трагедијата на оваа влада. Никако да го постигнат развојниот момент. Ништо подобри не се ни Министерство за животна средина со реализација 10% капитални инвестиции. Ништо не е подобро ни Министерство за социјала 10% капитални инвестиции, тука се градинките. Ништо не е подобро ни со образование, 13% реализација на капитални инвестиции. И тоа што е инвестирано, за жал, се некои ситни инвестиции во реконструкции на кровови кои гледаме секој ден ни паѓаат, во инвестиции на информатичка опрема и така натаму, пошто и тие тука влегуваат. Тука е проблемот, почитувани граѓани на Република Македонија. Немаме развојна компонента со оваа влада. Едноставно политиката на задолжување не го даде ефектот. Не може ни да го даде. Бесконечно не може да се задолжувате. Излеговме од традиционалното задолжување, одеме кај ММФ со големи каматни стапки. И затоа се тие модели на отворени линии, затоа што ни е страв. Ке ги заменеме повторно долговите со големи каматни стапки, кои дополнително ќе значат подједување и на тие пари што ги имаме. Ништо од инвестирање во патишта. Тоа што е инвестирано во капитални инвестиции не представува 7,9 милиона евра. Ако тоа го прикажам како производ, како некој проект кој е инвестиран досега во државата, до почетокот на јуни, тоа значи дека државата за 5 месеци изградила само 0,7 километри автопат. Зборам фигуративно, ништо друго. Нити гасификација, нити инвестирање во администрација, ништо. Тоа значи крах. Тоа значи застој на економијата. Спротивно на тоа, анализите кажуваат дека сивата економија ни изнесува 30 до 35%. Значи, немаме реална економија, напротив, сивата економија цавте во државата. За жал не е тука министерот, меѓутоа сепак, нели, јавна личност ќе се обратам до него. На почетокот имавме тим министер Бесими, заменик министер Ковачевски. Сега имаме обратно. Премиер ни е заменик министерот, министер ни е Бесими. Кога дојдоа во овој сектор, во финансии, после многу години видовме нешто, желба да се направи реформа. Беа представени 3 реформски чекора. Првиот реформски чекор беше реализација на капиталните инвестиции. Тука не убедуваа дека онаа министерство кое нема да инвестира во капитални инвестиции, ќе му ги земеме парите и ќе ги префрлиме онамо каде што имаме успешни приказни. Што се случи? Немаме ниту една успешна приказна. Ниту еден субјект во државата не потроши повеќе од тоа што го има планирано. Едноставно нема од каде да префрлите. Сите се институции во колапс во однос на капиталните инвестиции. Неуспешна реформа. Втора реформа. Дефицитот да биде помал од капиталните инвестиции. Тоа е така во секој развојен буџет. Меѓутоа и ова правило падна со ребалансот. Повторно дефицитот ни е повеќе планиран од капиталните инвестиции, кои нема да се реализираат. Затоа што реализацијата досега ни е 10% за 5 месеци, колку и да сработите во наредниот период, не може да ги достигнете тие проценти на планирање. И
таа реформа е утка. Трета реформа. Излегуваме од криза и ајде, знаеме дека не може на брзина во економијата да се постигнат резултати, излеговте со петолетка. Нешто што го имаше во претходниот систем. Ке не биде од 2021 до 2026 година. И проекции како ќе се движи макроекономијата. Ги споредив резултатите, ниту еден податок, ниту една бројка, ниту една цифра не се поклопуваат резултатите со проекциите од оваа петолетка. Земете и скинете тоа писанијата и ова ви е промашена реформа. Сега, овој двоец во финансиите, резултатите од нивните реформи од 3-0. И повторно наследување на претходните министри за финансии и претходните премиери, задолжување, задолжување и задолжување. До кога? Резултатите се катастрофални, затоа што такви околности едното е добро што не излеговте со нови небулози, со нови реформи, затоа што знаеме дека тие ќе бидат неуспешни, и овој буџет се направи обид да се скрие зад големата слика. Проблеми ни се војните во светот, агресијата на Русија врз Украина, кој никој не ја поддржува. Проблеми ни се американците, проблеми ни се ЕУ, затоа што тие не се активни, а кога тие не се активни, нас нема да не бидува. И во такви околности, кога сите не ги бидува, ние повторно посегнуваме, односно владата посегнува по крадење. Зашто го кажувам тоа? Затоа што нема пари за развој, нема пари за плати, меѓутоа има пари кои ги гледаме по аферите. Има пари за грантови за високи функционери од СДС. Има пари за преплатени фотоволтаици. Има пари за преплатени автопатишта. Дајте разберете, никој не е наивен во оваа држава. 10 милиона евра за километар ви е криминал. Има пари за гасовод кој е промашена траса и сега не можете да го поврзате. Треба да го симнете доле. Имате пари за МАК Петрол, имате пари за проекти кои никогаш не се реализираат, туку само се наплаќаат некакви си проекти. Имате пари за исплата на штедните влогови кај банките кои пропаѓаат на секој час. Имате пари за скапа струја, а немате пари за откоп на Јаглен и за реконструкција на третиот блок во ТЕЦ. Имате пари за преплатени вакцини. Имате пари за измислени проекти за трансформација на одредени јавни предпријатија. А пари за народот нема. Во такви околности нереално е да очекуваме ништо од оваа влада. Затоа соберете си куферите на време и да одиме на избори. Граѓаните нека одсудат дали во добра насока оди во економијата, дали во добра насока оди државата. Одговорот ви е не. Нити економијата, нити државата. Народот секојдневно на улица ви вика не. Затоа избори и да заврши ова голгота и оваа срамна приказна за Република Македонија. Благодарам.